15,5 километри во должина, над 37 милиони евра вкупна вредност. Власта, но и опозицијата денеска се пофалија со изградба на делницата Градско Дреново од експресниот пат Градско Прилеп. Дополнително од денеска е пуштен во употреба и 1 километар од делот Дреново Фариш. Директорот на државни патишта Коце Трајановски кажа дека останатите 9 километри од оваа делница ќе бидат пуштени во употреба за неколку месеци. Експресниот пат е еден од клучните делови во пошироки рамки или трансевропската транспортна мрежа. Истиот е дел од коридорот 10 и ја зацврстува стратешката позиција на Македонија. Ова го порача евроамбасадорот Михалис Рокас. Од вкупната вредност од 37 милиони евра, 70% се од ИПА фондовите. Покрај евроамбасадорот на пуштањето во употреба на делницата Градско Дреново, беа присутни повеќемина министри во придружба на премиерот, пратеници и градоначалници. Трајановски од државни патишта порача дека до јуни 2024 година се изградени 80% од патот и им се заблагодари на претходниците за придонесот. Покрај косините беа направени еластичните огради кои што ги гледате покрај патот, осветлувањето, исто така хоризонталната и вертикалната сигнализација. Сето тоа е направено за неколку месеци. Да им се заблагодарам на сите оние кои што учествува од идеја па се до реализација на овие 80% од овој експресен пат. Навистина честитки до нив. Работници немаше, активности немаше, не беа решени костините, гледате сега како прекрасно изгледат од двете страни на патот и фалеа некаде околу 13 милиони евра за да се исплати и да се доврши реализацијата на овој експресен пат. Изведувачот се спремаше за арбитража, веќе првите чекори беа преземени и, како што кажав, работниците беа повлечени. Од Социјалдемократскиот сојуз веднаш се јавија со реакција. Велат експресниот пат Градско Дреново е дел од визијата на СДСМ за патишта наместо барокни фасади, а актуелната власт се кити со тугите перија. На социјалните мрежи циркулира и видео од 4 мај 2024 година, во чиј што опис уште тогаш се вели дека работите на патот се завршени над 90%. Владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија обезбеди средства и го реализира проектот со над 95%. Ги заврши трите клучки кај Градско, Росоман и Дреново, 4 виадукти, сите мостови над патници и подпатници, како и 98% од поставениот асфалт. Актуелната власт само постави 50 метри асфалт и денеска го пушта во употреба. Да, денеска ќе се кита со туги перија, но важно е што граѓаните конечно добиваат целосно функционален експресен пат. Во рамки на другите инфраструктурни проекти, председателот на владата одговорницата порача дека со несмалена динамика продолжува изградбата на автопатот од Прилеп до Битола. Мицкоски вели дека владата се обидува да најде начин како да се обезбедат пари за завршување на обиколницата околу Битола до граничниот премин Меджитлија. Во меѓувреме продолжува и изградбата на коридорот 8 на автопатот кој кичево ќе го поврзе со Охрид.